Почитувани граѓани, почитувани новинари. Советничката група на СДСМ и коалицијата бара вонредна седница на Советот на град Скопје за решавање на проблемот со загадениот воздух, кој во главниот град е на алармантно високо ниво. Факт е дека локалната власт на ВМРО ДПМН и нивната коалиција во Скопје со Левица и Арсовска не преземаат ништо за да го решат овој проблем. Но СДСМ е одговорна партија и за нас граѓаните се на прво место. Затоа советничката група на СДСМ и коалицијата на вонредна седница ќе ги предложи следните мерки: итно зголемување на бројот на автобуси на сите линии во јавниот градски превоз, воведување бесплатен превоз за сите граѓани во Скопје, итна промена на распоредот на средствата во буџетот за зголемување на средствата за борба против загадувањето, финансиска помош на училиштата за адаптирање на системот на затоплување на еколошки енергенси, изготвување акциски план за чистење на сите депонии во Скопје, чистење, односно миење на улиците и јавните површини со помош на чистерни и безусловно интензивно постапување на инспекторите во вршење на својата должност. СДСМ се сомнева дека инспекторите не смеат да постапуваат без устна согласност на секретарот на град Скопје и доколку е така, тоа мора да престане веднаш. Скопје деновиве е на врвот на листата на најзагадени градови во светот, што директно влијае врз здравјето на луѓето. Аерозагадувањето е најголемиот причинител на зголемениот број заболувања кај луѓето и на предвремената смртност. Всушност, ова е резултатот од незаинтересираноста на Арсовска и ДПМН за граѓаните на Скопје. Ова е резултатот од нивните кавги за тендери и провизии, а за реалните проблеми на граѓаните не направија ништо. За жал, сите ние скапо ја плаќаме цената за ваквото неодговорно однесување на ВМРО ДПМН, Левица и Арсовска. Ви благодарам.